Денеска е 28 ноември 2012 година, односно само 44 дена поминати од интервјуто на Зоран Чолексов за Утренски вестник, направено на 15.10.2012 година. И само 29 дена од денот на објавањето на ова интервју на 30.10.2012 година. И навистина, градоначалникот Зоран Чолексов не лаже многу. Еве да ве подсетам што кажа. Оно што можам да тврдам со сета одговорност е дека за 2 до 3 дена бугарската фирма Кибилд ќе продолжи со работа и компанијата ќе го почитува договорениот рок. Утренски вестник 30.10.2012 година. Ви имате во прилог. Градоначалници, да, компанијата ќе го почитува рокот, но дали вие си ги исполните обврските од договорот? Дали вие ги обезбедите условите за работа кои што стојат во договорот? Зошто не им кажете на граѓаните дека се плаќаат пенали, односно пари, доколку не обезбедите услови за градба? И вие, почитувани градоначалници, ново ќе кажете, да, ама јас не сум виновен, не постои подземен катастар. Епа, господине Зоран Чолексов, вие како доктор на науки треба добро да знаете дека куќата не започнува да се гради од кров, туку од темели. Но вие досега во животот една цигла немате ставено и од каде да знаете. За подсетување, проектот е во застој цели 74 дена, ова се вашите зборови објавени во Утренски вестник. На крајот сакам да ве подсетам дека кредитот е во вредност од 2 милиона евра, а каматата на истиот е 730.000 евра. Со целата ваша одговорност, како што тврдите во Утренски вестник, дали вие, како градоначалник, ќе ги платите пеналите од вашиот собствен джеб на бугарската фирма или тоа ќе осторат граѓаните на општина Штип? Дали вие ќе платите за дополнителните работи што се изведуваат за сведување на подземната инсталација во река Отиње, или пак тоа можеби ќе го сторат бизнисмените кои сега лицемерно ги повикувате непосредно пред локалните избори? Камени коалицијата и целата штипска јавност во врска со хаосот во централното градско подрачје се обраќа до вас, господине градоначалник, и до вашата партија ДПМН. Редно е да излезете како партија и пред целата јавност да кажете што направивте и до каде се платформите во централното градско подрачје. Една дополнителна работа, место градоначалникот да се занимава со името Здравко Коцев на нивните партиски состаноци, редно е да излезе и да каже што направиле со платформите. Да не ги малтретира луѓето што доаѓаат на состанок, што мора. Благодарам. Дали имате прашања? Овие рокови се од негови изјави, а кај имате податок од првиот старт, колку е до цене? Па немаме податок, меѓутоа знаете дека 18 месеци треба за 18 месеци да се заврши, а гледате дека 2,5 месеца веќе ништо не се работи. И сега кој ќе дојде и зимото, кој ќе почнат и снегови, кој ќе бидат лоши временските услови, знаете што ќе се случи. А каматата си течи, гледате дека и сега дополнителни работи, тие Нелион излезе со изјава, кажа дека тоа се многу малку пари. Ако се многу малку пари, нека ги даде од платата. Други прашања? Благодарам на присуството.